Почитувани присутни, колешке, внимателно ве слушав и според тоа што го зборувавте, рековте дека имаме европски развоен буџет. Па имам една дилема, ако е така. Дали сте се запрашале и вие зошто, например, вашите коалиционни партнери и претениците од ЛДП, ДОМ или Демократскиот сојуз не се јавија ниту еднаш досега да го одбранат овој европски развоен буџет? Или еве, например, зошто европеецот, кој што му беше главата и нозете, не знам, срцето во Брисел, исто така не се јави да го одбрани овој вака развоен европски буџет? Заради тоа што, колешке, тие знаат дека доаѓа време на нови избори. Повторно ќе треба да отидат во нивните градови и да побараат доверба од граѓаните, заради тоа што сето ова што го читате безпрекорно тука се разбира од говорница е една голема лага. Многу работи од ова што досега ги прочитавте воопшто не се ни план да бидат реализирани. И внимателно слушајќи ве, очекував дека нешто повеќе ќе зборувате за администрацијата или областа која што еве од која што вие доаѓате. Меѓутоа не слушнав ништо за реформите во администрацијата, со најава која што еве беше една од вашите така најмногу ветувани работи во вашата предизборна програма. Меѓутоа, знаете ли зошто? Заради тоа што според граѓаните, а и според нас, пратениците, неразвојно е да се одделат околу или над 500 милиони евра за плати, а при тоа вчера да слушаме како синдикатите ќе излегуваат на протест заради тоа што во овие средства се уште, односно воопшто нема предвидено пари за К-15, а на граѓаните, односно на вработените во администрацијата, им следува тоа согласно колективен договор. Една од вашите мерки кои што исто така ги предвидувавте беше да се скрати таа непродуктивна администрација или тие кои што одат на работа, а всушност не работат ништо или воопшто не одат на работа. И па еве затоа извадив еден податок од Државниот завод за статистика, кој што вели дека на 16.3.2018 година вкупно административци имало 169.884. Откако сте вие на власт, колешке, администрација на ден 4.6.2021 година има 204.840 вработени.